Кога бев тинејџер го читав многу Лавкрафт, многу. Тој ствари можеби прв автор што ми створи интерес за книжевност, по принцип. Ништо дека дали ја почна да ја гледаш серијата? Lovecraft County? Да, ја гледав и многу ми се свиѓа колку е чизи серијата. Онака имаат еден секој можен хорор троп го има у серијата, онака. И во исто време, онака, језиво ми е колку е лошо, ама и не може да прекинам да го гледам. Исто, ја све изгледав од следеше, ама онака те држи затоа што очекувам да немам читав на ништо, Аха. знам за него. Добро. И онака си као од све опаѓа, значи имаш од расизам од овој период, све. Па тоа што серијата, единственото што има заедничко таа серија со Лавкрафт е името. Да. Пошто за разлика од серијата книгите му се полни со суптилен расизам. Нака, има, како се вика, имаше една песна, една поема, пошто они поезија пишува. Пишува хорор поезија и пишува ужасна поезија. Пример има песна што му се вика создавањето на N-word. Да не го кажам на интернет. Ми е језиво, пошто можеби по дома го викаме зборот, ама ствари кога се ти текне дека не е убав баш. Да, и Лавкрафт бил расист, уствари. И малку и од таму иде тој страв негов. Што секогаш е стравот од непознатото. И он не го познава црнецот, на него. Да, страф е од таму доаѓа тоа. Вчера беше на Твитер актуелно, има некоја нова апликација за да станеш црнец. И цел Твитер беше препол со What the fuck? со ликови што ставаат слики себе си бијат црнци. Политичката екстрада наша сите беа црнци. Да, сите беа црнци. Тоа нели е blackface? Не знам како сега. Тоа е виртуелен blackface. Не само да ги направат црни, него и малце се измутирани да го имаат тоа на црничкото. И физиономијата е. Да. What the fuck? Тоа е расистичка апликација. Тоа е екстремно расистичко. Тоа е blackface на интернет, така. Мислам дека го решиме тие проблем пред 100 години некако, не знам. Чудно. И да, он бил расист и малку ми е, пошто јас не сум бил никош тоа. Не дека не сум бил во таква средина, ма ете, сум пораснал на интернет, па не сум бил. Али он има поезија, например, и таа што не беше расистичка поезија, многу ми се допадна. Ми се допадна тоа што немаше многу кратко ми раскажа цела приказна. И ти остава простор ти да си ги створиш сликите и ти дава мали, ми се допадна тоа што ти дава само мали знаци за што треба да замислиш и другото го прави умот. Добро, тоа ти даде убава инспирација. Ти во кој момент реши секогаш сакам јас да запишам што? Кои се тие мисли што знаеш, ти сакам да ги изразиш на лист харти? Што тоа што те инспирира дополнително? Го разбираш прашањето? Да, го разбирам прашањето. Само не го знам одговорот. Мотивацијата што ти било, што ти рекаш, ова сакам да го кажам на лист харти, ова сакам да го чујат тие што би го слушнат. Да, те разбирам. Како се охрабри дополнително после сето тоа, да го искажеш на настани, да го чујат луѓето. Само сакам да имам нешто мое. Не знам, немав многу хобија тогаш, што бев тинејџер. Немав хобија освен тоа да читам Лавкрафт и да слушам страшна музика, некако такво дете бев. И поезијата беше уште една инкарнација, уште една инстанција. Страшна музика мислиш метал рок? Па метал, не знам. Кога читаш Лавкрафт, обично слушаш страшна музика за уште толку да се уплашиш. Добро, не, сите сме рокери во принцип што сме. Али од него преминав на некако директно скокнав на бит генерација поети и тоа вистински ме измотивира за поезија. Пошто претходно беше само хоби, некој уште пострашен начин да пишувам страшни приказни, дека е поезија и така, може појезива, поморничава атмосфера да створи. Али кога ги открив бит поетите, тогаш стварно ми се створи искрена желба да стварам поезија. Пошто видов како живеат они, онака и читав за нив цело време. Онака јас сакам да искусам тоа чувство на заедница што они го створиле. Да. Кој ти беше првото искуство со поезијата, каде го читаше прв пат? Настроени проекции? У Неготино, у кино како беше Ацо Мирчев, што го има. Не памтам, али у кино Неготино, тогаш и сестра ми пишуваше поезија. Имав едно пријателче што пишуваше исто така поезија и пар други ликови нака. Пошто имаше у Неготино многу одамна книжевен клуб и одеа таму генерално женски одеа, имаше едно машко што препишуваше песни од нокаут и ги читаше на тие и кажуваше дека се негови за да собира женски. Знаеш, тоа беше неготинскиот книжевен клуб. И сестра ми ме мотивираше истото да го правам, па можеби она така имаше некој удел. И така она го организираше. Тоа читав јас, некои други луѓе, киното дојдоа бајџи луѓе, така беше доста интересно да видиш центра паžња некако. Доста кул. Со Скопје со астрални проекти како се запознав дека се одржуваат тука и во Дуња? Па дознав дека преку Исток, всушност, да, Исток прв го запознав.
памтам дека читав негови песни на окно уште кога бев тинејџер и ми беа многу интересни тоа што тотално онака читав и други македонски автори тогаш сакав да ги најдам, не знам, Тихомир Јанчевски го најдов Ѓоко, на пример исто Ана, сите што беа активни тој период и исто го најдов, па се запознавме у Скопје. Ана исто така сакам да ја повикам. Ана, да. Да, ама уште не ете дека помине дала нареден викенд. Ќе ја поканаме уште сега. Ана зашо попроба да зборе, нека не знам, више се праве, нека секаде, многу е се присутна култура. Да, ако, не. Такви личности треба да имат промоција, знаеш, такви треба да се експонираат во јавност, да им се даде до значење на тие, зашто кај нас културата во Македонија се да не влезам во политика, ама е на многу минуснува блага, знаеш. И затоа И досадна и нема мотивација. А има луѓе што тренираат, тебе сега не те ласкам, ама се едно од подобрите што сум ги видел навистина и ти и Андре. Ете Андре кој пример сегде го гледам навистина, што имаат убави зборови за неговата поезија и ти. За твоето прво дело сега беше во јули, ви кажа, така, промоцијата? Да. Што се работи книгата од прилика? Тие што не успеа да го видат тој момент. Не знам, опишав како виеш од раната младост. Некако мислам дека најточно е тоа. Некако. Зашто не се толку зрели песните колку што се копнежливи, исплашени така. За тој меч од мечти. Ствари песниве сите треба да создадат меч од мечти за некако некој вид на басмисел. За адолесцентниот јас да се заштите од тој што му е страв. Јасно. Да. И многу од неготино има во самите песни. Всушност мала митологија се створи околу адолесценцијата неготино, кои се страшните делови, од кои ми било страв како дете, кои ми били убавите делови, кои били фантазиите што сум ги имал како дете. И многу од фантазиите од детство ствари ги земав и ги ставив во песни. Зашто и тоа беше некој процес, многу често ги забораваме тие фантазии што сме ги имале како деца. А тоа се толку чисти, некои замисли, многу сакав да се вратам на тоа, да видам дали имало поезија таму. И стварно имаше. У таква просто невино размислување. Фантазирање, мечтање. Да. И како дете од секогаш бев мечталец. Да, јасно. Не бев присутен цело време во окружувањето, колку што си бев у И глава. успе да најдеш начин како тоа мечтање да го ставиш во лист хартија, да може и да го изведам, да го изведам надвор. Барав некоја вредност у себе си, пошто не сум чувствувал дека сум имал како и секој адолесцент. Имаше страв како ќе се одрази твојот израз од другите, како дали ќе најдеш на некој напад, навреди, било што Па не, знаеш, никогаш не сум го имал тоа. Затоа и беше меч од мечите, пошто некогаш со тоа немав ни грам страв. Зборам генерално за поезијата, не да... Да, за поезијата, да. И за тоа, пошто не бев човек што е толку храбар, нели, у стварите што ги прави, али поезијата така ми се чинеше како да е нешто што... Но тоа е храбар чин. Да, ама доаѓаше низ мене и некако и затоа немаше никакви пречки, пошто чувствував дека немам контрола на тоа што излева, само се случува, како автоматски процес. Ми е интересен фактот тоа што спомнам, многу ме колку самата поезија и култура и книжевност зголемува самодовербата кај човека. Дури кај тие личности што можеби се затворени и се исплашени на моменти да комуницираат на некој стандарден социализиран начин кој што секој останат, им дава начин да се да бидат малку возвишени во тоа свој став, да најдат сосема друг начин да се изразат себе си, да се искажат. Мислам дека тоа е во секој чин на создавање. Не би било само пишувањето. Мислам, можеш на тинејџери да им дадеш да прават да бидат тишлери, мислам дека би го имале истото чувство. Пошто на човек многу е како е зборот, охрабрувачки е да можеш да создаваш.